Не биле доволни двете маки за 55-годишниот Киро Димовски од Голем Радобил Прилепско, ја загубил сопругата пред една година која боледувала од карцином. Тој пак боледува од нарушување на ребетниот столб, поради што тешко се движи и не е работоспособен. Покрај семејната трагедија и здравствениот проблем, тој сега треба да се бори и со третата мака. На Петровден, на 14 јули, во неделата попладне, неговата семејна куќа ја зафатил пожар. Киро не бил дома, за празникот со својот брат бил во посета на манастир, раскажува вознемирен и потиштен. Дента на Петровден, јас бев со брат ми на манастир, во едно кавадаречко село. Околу 5 сатот ми се јавува комшијата, Кирца дома ли си? Дома. Му викам, не сум дома. Како вика, не си дома? Вика, оđа код чури, вика, да не правиш нешто јадење, што си го запалил огинот. Море му викам, јас боре оди, му викам, то запалена е најверојатно куќата, има нешто пожар, му викам. Клучот го знаеше, комшијата, отвори и собрал селаните и го изгасиле пожарот. Селото Голем Радобил од градот Прилеп е оддалечено над 26 километри. Бидејќи веднаш требало да се реагира, соседите направиле се во битка со огнената стихија и не повикале противпожарна екипа. Беше значи локализиран пожарот, тоа што имаше нешто isfрлено, искршиле стаклата тамоте преку џамот и фрлиле тие граденци едно од другото, што е да не се запали. Таванот е изгорен, мислам дека има штета доста направена. Тие му јавиле за пожарот и успеале да спасат што може да се спаси. Уништена е покујчнината и електричните апарати, од каде најверојатно започнало ширењето на пожарот. Од просториите може да се живее, само што е многу очадено, има 2 апарати изгорено, машина за перење и електрично шпоре. Оно што е најпотребно. Да, она што е најпотребно, најверојатно дошло од инсталацијата, беше со кабел продолжен, од продолжениот кабел земаше струја и машината за перење и електричното шпоре. Со надеж дека ќе ја спаси сопругата, Киро Димовски вложил се што било вредно. Ја продал и земјоделската механизација за да помогне. Сега има само една мала приколка и магаре. Жената сега треба сабота да ја пеам година време, беше од рак. Испочината сите средства автоматски некаде ги издадов понезе. Сега сум повреден на кичма, не сум, како да ти кажам, дека способен за работа. За неговото лекување, за храна, сметки, патување до Прилеп, за основните потреби, се зајмува и зависи од помошта на роднините, соцедите и пријателите. И да сакам да можам, да сакам да одам некаде, не сум способен моментално. Месец и пол сум скоро вака. И на приватно се лечам и се што имаше некој динар, че и тоа отиде. Не знам како ќе живеам понатака, пред се ако не се ослободам од оваа болештина, пред се што имам повредава. Како живеам, се снаоѓам некако. Тој се надева на хуманите луѓе за помош за храна, да ја возобнови покуќнината, барем за основните апарати кои огнот ги проголта. Ако се може финансиски време, оние стварите што се исподонадени, некако да застане малце на здраве нозе, ако се може да се застане, ако се не може, што е, како е речено, така нека дера. Потребни му се средства за лекување, со надеж дека повторно ќе може да работи за да се одржи во живот.